Здраво, драги ученици! Добро дојдовте во нашата училница по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за трето одделение. Денеска ќе го совладаме алгоритамското размислување преку игра. Алгоритамското размислување и способноста за разбирање како компјутерот ги извршува програмите се неопходни вештини за 21 век. Денес ќе научиме примената на алгоритмите и програмите во секојдневниот живот, основните поими и концепти неопходни за развивање на алгоритамското размислување, инструкција, алгоритам, програма и начинот на кој што компјутерот извршува одредена програма со прецизно и недвосмислено следење и извршување последователни инструкции. Драги ученици, ќе ве замолам да го запрете видеото, да земете тетрадка со квадратчиња, прибор за пишување и дрвени боички. Се надевам дека го земавте потребниот прибор за работа и продолжуваме со задачата број 1. Павел и роботот играат игра со символи, но секој символ на роботот Павел го заменил со друг символ. Роботот нацртал зелен круг, Павел го заменил со маче. Роботот нацртал кафејав триаголник, Павел го заменил со куќа. Роботот нацртал црвен квадрат, Павел го заменил со теленце. Роботот нацртал жолта звездичка, Павел ја заменил со ждребенце. Следува задачата. Двајцата запишале кодови, секој со своите символи. Пронајди ги и поврзи ги идентичните кодови од Павел и од роботот. Значи, еве ги кодовите кои што претходно ги покажавме, кодовите на роботот и кодовите на Павел. И сега, роботот нацртал 4 кодови во левиот дел на квадратот, а пак Павел во десниот дел нацртал своји кодови. Кодовите на роботот се идентични со кодовите на Павел, но треба да најдеме нивната позиција. Затоа ќе ве замолам да го запрете видеото, да ги прецртате кодовите на роботот и кодовите на Павел и да ги поврзате идентичните кодови. Се надевам дека ја нацртавте задачата, ги нацртавте кодовите на роботот и на Павел и дека ги поврзавте идентичните, односно исти кодови, а сега тоа ќе го направиме заедно. Првиот код на роботот се состои од 3 зелени кругови, тој е идентичен со 3 мачиња на Павел. Вториот код на роботот е зелен круг, звездички зелен круг, кој што е идентичен со кодот на Павел, маче, ждребенце и маче. Третиот код на роботот е црвен квадрат, кафејав триаголник и жолта звездичка, кој што е идентичен со кодот на Павел, теленце, куче и ждребенце. И последниот, односно четвртиот код на роботот се состои од зелен круг, црвен квадрат и кафејав триаголник, кој што е идентичен со кодот на Павел, маче, теленце и куче. Се надевам дека идентично ја решивте и вие оваа задача и продолжуваме понатаму. Следи задача број 2. Кире и Кики сакаат да одат во парк, па роботот им подготвил алгоритам за облекување. Првиот алгоритам е алгоритамот на Кики. Почеток. Ако надвор е студено, тогаш облека која што ќе носи ќе бидат фармерки, туника, капа и ракавици, а обувки чизми. Инаку, доколку времето не е студено, незината облека ќе се состои од сукничка, блуза со кратки ракави и палтенце, а обувки патики. Ова е крајот на алгоритамот за Кики. Роботот напишал и алгоритам за Кире, кој што се состои од почеток. Ако надвор е студено, тогаш облека која што ќе носи Кире се фармерки, блуза и јакна, додаток капа. Инаку ако надвор не е студено, Кире ќе носи кратки панталони, блуза со кратки ракави и патики, а предмет со себе што ќе го понесе ќе биде топка. И крај на алгоритамот. Каква задача ни задал роботот? Вели, прочитај го текстот и заокружи како ќе бидат облечени Кики и Кире. Беше топол и прекрасен ден. Кики и Кире се договорија да одат во паркот. Се чекаа на клупата до зградата. Одејќи до паркот дуваше топло ветре и топло ги грееше прекрасното сонце. Одејќи се договараа што ќе играат. Кики ги носеше новите патики,
а Кире со себе го носеше фудбалот. Ке ве замолам да го запрати видеото, да ги нацртате двете облеки на Кики и двете облеки на Кире и да ја заокружите точната облека со која што Кики и Кире замина во паркот. Се надевам дека ја завршивте зададената задача, а сега ќе го побараме условот кој што ни беше даден во текстот од страна на роботот, како треба да биде облечена Кики, а како Кире. Во последната реченица пишува: Кики ги носи новите патки. Значи, Кики ќе биде облечена како? Палтенце, блузичка, сукничка и новите патики, а па Кире ќе биде облечен во зелена, во жолта мајчка, сини бермуди и зелени патики. Со себе ќе го носи фудбалот со кој што ќе игра со Кики. Се надевам дека и вие вака ја одредивте облеката на Кики и на Кире. Продолжуваме понатаму. Следува трета задача, која што е интересна, се состои од лавиринти и чекорење по лавиринтот, така да слушнеме најпрва задачата. Сонја, Оле, Биле и Весна играат игра. Нивната задача е да се движат низ лавиринтот, секој почнувајќи од неговата зададена местоположба и според зададениот алгоритам. Во текот на движењето секој од нив треба да собира срценца. Победник е играчот што ќе собере најмногу срценца. Одреди кој е победник во оваа игра. Внимавај на чудовиштата и месојадните растенија. Следи задача која што треба да ја решиме. Ке ве замолам да го запрете видеото, да го нацртате овој лавиринт идентично и да ги напишете алгоритмите на Сонја со почеток, стрелкички и крај, алгоритмот на Оле, на Биле и на Весна. А потоа ќе продолжиме со работа. Се надевам дека ја завршивте зададената задача, нацртавте и напишавте и сега заедно ќе продолжиме со работа. Местоположба. Најпрво треба да најдеме местоположбата на Сонја, Оле, Биле и Весна, односно на полето на кое што тие се наоѓаат. Сонја се наоѓа во полето Г4. Г4. Значи, на ова поле се наоѓа Сонја. Оле се наоѓа во полето А6. А6. Во ова поле се наоѓа Оле. Биле се наоѓа во полето Д2. Д2. Во ова поле се наоѓа Биле. И на крај Весна се наоѓа во полето Б2. Б2. Ова е полето во кое што се наоѓа Весна. Алгоритмите се запишани со символи, односно стрелка надесно едно поле, стрелка надолу едно поле, стрелка налево едно поле и стрелка нагоре едно поле. Ќе ве замолам да го запрете видеото, да ги запишете полињата во кои што се наоѓаат Сонја, Оле, Биле и Весна, па ќе продолжиме со нашата активност. Се надевам дека ги запишавте имињата и сега ќе продолжиме понатаму. Алгоритмот на Сонја. Почеток. Имаме две полиња во десно. Сонја се наоѓаше во Г4 и се движи две полиња во десно. Потоа две полиња нагоре. 1, 2. Па следат 3 полиња во лево. 1, 2, 3. И крај. Сонја собрала 1, 2, 3, 4. Сонја собрала точно 4 срценца. Следува алгоритмот на Оле. Имаме почеток, Оле се наоѓаше на А6 полето и треба се движиме едно поле надолу, едно поле надесно, едно поле нагоре и 3 полиња надолу. 1, 2, 3. Оле собрала 1, 2, 3, 4, 5. Точно 5 срценца. Следува алгоритмот на Биле. Биле се наоѓа во полето Д2 и имаме почеток. Едно поле надолу, едно поле во лево, едно поле нагоре и повторно уште едно поле налево.
што значи следува крај. И биле собрала 1, 2, 3 срценца. Биле собрала точно 3 срценца. Преостанува Весна. Весна се наоѓаше во полето Б2. Весна треба да се движи. Имаме почеток, едно поле во лево, па следи едно поле во десно. Едно поле надолу, едно поле во десно. Весна собрала 1, 2, 3. Весна собрала точно 3 срценца. Се надевам дека и вие вака ја решивте зададената задача. Следува уште кратка активност со 2 задачи, која што ќе ви биде исто така и домашна задача и задача за размислување. Треба да го запишеме алгоритамот на Оле, која што треба да стигне на роденденската забава. Оле се наоѓа на полето А6, а роденденската забава се наоѓа точно на тортичката, односно во полето Д6. Претходно кажавме дека секој проблем, односно за секој проблем можеме да напишеме различни алгоритми, а сите тие да бидат точни. Од полето на Оле до полето на роденденската забава можеме да напишеме неколку алгоритми и сите тие алгоритми да не бидат точни. Затоа, јас напишав само еден алгоритам, а вие ќе имате за задача да ги најдете сите преостанати патеки, односно алгоритми, преку кои што Оле може да стигне до роденденската забава. Јас го запишав овој алгоритам. Оле да се движи едно поле во десно, да се движи едно поле, односно 2 полиња надолу, 1, 2, потоа да се придвижи 2 полиња во десно, 1, 2, 2 полиња нагоре и едно поле во десно и стигнавме на крајот, односно стигнавме до роденденската забава. Секако треба да внимаваме дека не треба да ни изедат чудовиштата и месојадните растенија. Следи уште една задача со која што треба дома да размислувате, за која што да размислувате и да ја решите на соодветен начин, а тоа е запиши го алгоритамот со кој Весна ќе стигне кај другарите на излет. Весна се наоѓаше на полето Б2 и треба да стигне на излет во полето Ѓ4. Јас напишав само еден алгоритам во кој што се состои 1, 2 полиња нагоре и 4 полиња во десно и следува крај, односно Весна стигнала на излетот со своите другарчиња. Значи, останува за задача вие да ги најдете сите преостанати патеки, односно да запишете за нив алгоритми, како Весна ќе стигне на излет со своите другари. Уште еднаш ќе повторам, треба да внимаваме на чудовиштата и на месојадните растенија. Се надевам дека ви се допадна овој час и оваа наставна содржина за денеска толку и се надевам дека ќе се видиме на следен час во нашата е-училница. До гледање!